Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Случајот Рекет, кој е една од најголемите афери и случаеви на владата на СДСМ, каде што се вмешани директно челниците на СДСМ и нивните луѓе, иако од петни жили се обидуваат да го негираат истото. Од ден во ден, овој случај добива се поголеми размери, а Заев и СДСМ молчат и се обидуваат да се исперат од целиот криминал во кој се вмешани во овој случај наречен Рекет. Заев и СДСМ треба да одговорат на следните прашања, кои или ги избегнуваат, или се обидуваат да ги замолчат новинарите на пресконференциите на Заев да не ги постават. Медиумите веќе пишуваат, а СДСМ уште веднаш да одговори. Како е можно луксузни автомобили да завршат во семејството токму кај Зоран Заев, односно кај братучедот Трајче Заев? Потенцирам луксузни автомобили кои што биле во собственост на рекетираните бизнисмени. Истите коли може да се видат како ги возат роднини на Зоран Заев низ Скопје или низ Струмица. Зошто најпрвен поднесе оставка Катица Јанева, за потоа после 2 дена да отвори боледување? Кој е докторот и зошто ја отворил боледување токму на Катица Јанева, која, како што знаеме, 2 дена претходно поднесе оставка? Доколку е фиктивно тоа боледување во насока да ја заштити Катица Јанева, докторот кој го отворил боледувањето треба да е свесен дека ќе одговара за таа постапка. Зошто не се расчистат сомнежите каде се крие Катица Јанева и дали е во или надвор од Република Македонија? Зошто Катица Јанева и незиниот син Лазар Јанев се уште не се повикани на распит во јавното обвинителство? Сомнежите укажуваат дека токму синот на Катица Јанева, Лазар Јанев, одел со Боки 13 на состаноци со рекетираните бизнисмени и заедно со него уценувал. Молкот на овие прашања потврдува дека СДСМ и раководството на СДСМ стои директно позади целиот овој криминал и ја штити Катица Јанева од целиот криминал. Залудни им се сите подпишани и изгласани декларации за гонење на криминал и корупција, каде што луѓето кои се вклучени во рекетот ги гласаат истите декларации. Тоа само покажува колку лудилото во СДСМ ја достигнало бесконечноста. Ова е октопот на кој треба му се скине главата, а не пипците, за потоа пак да му пораснат и повторно да гледаме по улиците како се рекетираат луѓе, бизнисмени и политичари, како се уценуваат. Што побрзо се скина главата на овој октопот, односно Зоран Заев падне од власта, толку побрзо државата ќе тргне напред. Благодарам. Дали има прашања? Добро, во ред. Во однос на првото прашање, медиумите веќе пишуваат кои се тие бизнисмени, а јас би ве упатил да се обратите во јавното обвинителство, па да се одважи конечно јавното обвинителство и да ги изнесе со име и презиме сите оние кои што, да речам, на еден начин се офајделе од целиот рекет од бизнисмените кои што биле уценувани и морале да го платат за волја на вистината, биле рекетирани директно од дружината на Зоран Заев. Во однос на второто прашање за законот, практично Зоран Заев потврди уште еднаш дека сето она што го зборевме изминатите година, 2-3 откако е направено специјалното јавно обвинителство, дека е полно со криминал и корупција, дека не може да одговори на висина на задачата за која што е направено. Практично сега со угасувањето на специјалното јавно обвинителство, Зоран Заев го потврдува криминалот кој што го правиле и ги потврдува сите оние намери кои што ги имало специјалното јавно обвинителство да оценува и да биде од политички интерес на СДСМ и на Зоран Заев. Со спојувањето на специјалното јавно обвинителство во основното јавно обвинителство, односно со припојувањето на некој начин со влегувањето, тоа е практично прифатливо и тоа е една од да речам
оние можности кои што беа понудени во однос на деталите од законот. Веднаш што биде изанализиран ќе излеземе со конкретни забелешки, бидејќи треба нормално време за целиот закон да видиме колку е поразличен од оној ние што го подготвувавме, колку е поразличен од точките кои што беа разговарани на средбите на преговарачките тимови и така натака, а во однос на предлогот на нов практично јавен обвинител, односно како што го нарече специјален јавен обвинител за Вилма Русковска, Зоран Заев уште еднаш ја потврди спрегата помеѓу СДСМ, него и Русковска обвинителството, односно уште еднаш потврди дека неговиот предлог за нов обвинител наместо Катица Јанева е негов личен избор, односно човек кој што целиот изминат период работел за интересите на СДСМ и новаа влада и практично беше дел од таа селективна правда која што ја нарачуваше Зоран Заев од канцелариите на владата, а Русковско обвинителството и Кацарска судството ја исполнуваа на дело, односно сите оние кои што беа против Зоран Заев, кои што ќе се обидеа да кренат глава против Зоран Заев, Русковска и Кацарска ги обвинува и ги суде. Така да тоа е една лична желба на Зоран Заев која што за нас практично е далеко од прифатлива. Видете, рано е да се разговара за тоа, бидејќи како што знаете, додека ги изнесеме конечните наши забелешки од предлог законот кој што го испрати владата до собранието и до политичките партии, до тогаш може да повторно да потенцирам дека ние остануваме фокусирани на две работи. Едната е да работиме на нашиот предлог закон, односно документот кој што веќе изјавивме јавно дека ќе го поднесеме до собранието за законот за јавно обвинителство. Втората работа е дека настојуваме на разговор за датум за предвремени парламентарни избори, бидејќи сега се повеќе потребни од било кога претходно. Добро, дали ова значи дека во игра остануваат сега паралелно две верзии, една што ја предложи вчера премиерот, дека и вие ќе ја предложите до собранието и ќе објавите вашата верзија што работите и ќе се најдат пред се две верзии на закон. Вака, нас ни е и повеќе од важно да течат реформите во Република Македонија за кои што Зоран Заев одамна покажа дека не е подготвен да ги спроведе, односно не е подготвен да работи на нив. Веќе месеци наназад тимови од ВМРО ДПМН и тимови од Министерството за правда работат заеднички со диаметрални ставови на изработка на законот за јавното обвинителство. До моментот, додека не излеземе со конечна анализа, односно забелешки негативни, позитивни страни на нивниот закон, ние остануваме фокусирани на изработка, односно до финиширање на нашиот. Во моментот, кога ќе излеземе со забелешките и негативностите, бидејќи само што почна да се анализира, ќе видиме колку е спротивен, колку е различен, а колку е ист тој закон кој што го има предложено Зоран Заев со нашите ставови, за веднаш потоа да излеземе да понудиме не конечно решение, меѓутоа предлог кој што би бил прилично опфатлив за сите политички партии, а се со цел за директен бенефит на граѓаните и неселективна правда конечно да отпочне во Република Македонија. Вчера имавте средба со лидерот на БЕСА, сами во која насока е средбата, дали може би се договара некаква предизборна соработка или станува збор за редовни средби и дали такви планирате и со останатите партии од албанската? Видете, лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски, веќе самиот изјави дека наназад изминатиот период како лидер на најголемата политичка партија во опозиција има средби буквално со сите важни политички чинители, вклучително и од албанскиот блок. Да не ве чуди доколку лидерот Мицковски се сретни со другите албански, со лидерите на другите албански партии, се со цел за обединување, за конечно обединување, да се порази ова зло кое што во моментов и се случува на Република Македонија. Така да сите оние кои што ги делат нашите ставови во однос на не само критики, туку и реални проблеми кон оваа влада, да можат комотно да седнат со нас, да разговараат, да ни се приклучат и да заедно ја поразиме оваа влада на Зоран Заев и овој октопот на СДСМ кој што како што гледаме секојдневно рекетира, тепа граѓани како нивните гранчалници, шверцува, не знам, нарачува полчење и слично, така да таа една од редовните средби, меѓутоа да не ве зачуди доколку и во наредниот период се случат и други такви средби. Какви сигнали доаѓаат конкретно од БЕСА? Има ли простор за соработка? Гледате ли
простор за некакво заедничко делување. Видете, како што реков, тоа се сега само средби на кои што се разговараат реалните проблеми. Како што знаете, сите политички партии во опозиција, освен власта која што во моментов дивее низ Република Македонија, ги имаат истите проблеми како нас, ги делат истите проблеми и сите имаме една заедничка цел, а тоа е да се порази оваа влада на СДСМ и конечно да дојде нова влада, предводена од подготвени и кадарни луѓе кои што ќе понесат Република Македонија напред во реформите и ќе можат конечно да ја доближат кон европското семејство. Во однос на сигналите, би можел само да кажам дека сите оние кои што имаат исти размислувања против власта заедно со нас, се тука заедно со нас да седнат на маса и да разговараат на сите отворени опции. Дали е за понатамошна соработка, дали е за заеднички размислувања и така натака, ние сме подготвени, ние сме тука. Сакам да прашам само уште Повелете. пописот, сакам да прашам, бидејќи беше една од темите на одржаната лидерска, очекувате да се надминат забелишките и да помене закон? Видете, очекувам најпрво да бидат прифатени нашите забелешки кои што се согласно со Евростат. Тоа е меѓународна организација која што е задолжена за бројките. Во однос на пописот, како што беше предложено во април или наредната пролет, мај 2020 година, очекувам дека тој период, тие месеци би имало предвремени парламентарни избори, така да пописот реално би требало да се одвива на почетокот на една декада, тоа е дури 2021 година, како што реков, согласно препораките на Евростат. Никакви политички пазари кои што ги правил Зоран Заев во минатото за да дојде на власт нема да можат да го попречат нормалното функционирање и нормалното регулирање на пописот во држава. Така да останува 2020-та на пролет да очекуваме предвремени парламентарни избори, Заев да се охрабри, а во однос на пописот да се откаже од таа луда намера која што му била можеби и пред изборите коалиција или договор и конечно во 2021 година да го реализира како што треба според европските начала. Повелете. Видете, едно е јасно дека во моментов со потврдата на Зоран Заев дека Катица Јанева треба, односно специјалното јавно обвинителство треба да се затвори, потврдува дека до сега, до моментов, специјалното јавно обвинителство работело на принцип на рекет, на уцени и не е водено како што треба истраги. Во однос на сите други ставови, дали треба, како треба и што треба, ќе излеземе кога ќе се изанализира целиот закон. Тоа би било наредните денови и тогаш ќе можеме да одговориме на сите подетални прашања. Инаку, како и што сме рекле претходно, така и сега, за нас е важно да има неселективна правда и нормално секој кој што се огрешил пред законот да одговара, а оној кој што не се огрешил да не биде предмет на политички притисоци, политички уцени, само затоа што не размислува како Зоран Заев или само затоа што не го платил рекетот кај Катица Јанева. Благодарам.